Бројот на заболени од рак на кожа расте, а болеста се почесто се појавува кај помладата популација. Причините, според лекарите, се прекумерната изложеност на сонце, користењето солариуми и недоволната фотозаштита. Алармираат за почести прегледи и внимателно изложување на сонце. Случувањата кои што се во природата одговорни, меѓутоа и навиките на младите луѓе, како што се солариумите, изложеноста на сонце, и ние работиме на таа превенција за фотопротекција, да укажеме дека таа протекција започнува од нулта година. Се поретко доаѓа доцна, што пред 15 години беше многу честа прилика во нашите амбуланти. Меѓутоа, со текот на годините се осовременува и самата методологија на работа, и самите техники, и самите апарати. Стотици граѓани денеска го посетија градскиот парк и ја искористија можноста за бесплатен дерматолошки преглед. Месецот мај е посветен на превенција и рано откривање на кожните карциноми, а по тој повод во центарот на градот граѓаните има можност да се едуцираат, да си ја проверат својата кожа и да се запознаат со ризиците од овие болести. Она што е позитивен сигнал е дека свеста кај населението значително се зголемува. Има во голем број, не радува тоа што пациентите се освестени, ја постигнуваме целта, значи да ја подигнеме свеста за раното откривање и детекција на било какви сомнителни промени со посебен акцент на кожните карциноми. И секако ги информираме и ги упатуваме во нашите институции за понатамошен третман. Овој месец мај во него се случува предупредување за меланомот, и тоа е еден глобален проект. Секоја година се поголема е бројката на пациентите кои што се заинтересирани. Годините наназад имавме неколку случаи на откривање на меланоми токму на ваквите акции. Меѓутоа, бидејќи ние работиме долго во оваа област, свесни сме дека последните 20 години доста е крената свеста и луѓето доаѓаат да се прегледаат без никаква причина. На прегледите досега биле прегледани повеќе од 100 пациенти, а кај дел од нив биле забележани сомнителни промени кои ќе треба дополнително да се следат и третираат. Има и такви кои што прв пат се соочуваат, има и такви кои што во континуитет си ги пратат промените и се информирани. Така што ние сме тука за нив и за да следиме понатамошен тек на развој. Дали се работи за типична промена или за бенигна промена. Кампањата Евромеланом е дел од европската иницијатива чија цел е промовирање на превенцијата, раното откривање, информирањето, како и подигнувањето на свеста за опасностите од кожните болести со посебен акцент на малигниот меланом.